Како ќе падне Северџанистан од оваа позиција на очигледна немоќ? Како јас мислам дека можеме ние македонците да победиме во ситуацијата во која што се наоѓаме? Пред некој ден правевме така неврзан муабет со еден пријател, активист, околу целата ситуација во Македонија. Знам дека не се многу сега Македонија и незините маки актуелни, затоа што поќе сакаме да се правиме паметни во врска со нешто за што може да се прочита пропаганда на општествените медиуми, како Иран, Америка и така натаму, но низ муабетов со човекот се постави и прашањето кој ќе се обидам да го одговорам вечерва. Тоа прашање често ми го поставуваат луѓе, ми велат погледни околу себе. Луѓето полека се помирија со ситуацијата, си легнаа на брашното. Политички сме заглавени до гуша во кал во форма на неколкуте штаботомски напукани партии, кои сите гледаме дека не се во состојба ништо битно да направат во врска со цивилизацијската неправда која што му беше нанесена на Македонија. И се често ни викат вие со движењето, уште кога бев во движењето, значи вие со движењето не можете да анимирате доволно луѓе за да станете политичка сила, па не знам целокупната активност на патриотите се сведува на некој подкаст ваму таму, кој повеќето луѓе го гледаат поќе за сеир отколку за некаков вистински политички ангажман. Сега, ако е навистина таква ситуацијата, тогаш како изгледа победата за нас, патриотите? Како ќе падне Северџанистан од оваа позиција на очигледна немоќ? Ќе направиме ли партија во еден момент? Ќе ги собериме ли парите што ќе ни ги даде државата и со нив ќе пораснеме партијата со штабови во секоја населба и село? И во еден момент ќе победиме на избори и ќе стане Перо или Леџа, не е битно, премиер, и ќе имаме 61 или поиќе пратеници во собранието и ќе можеме конечно да спроведиме нашата агенда. Не, нема така да победи. Океј, ќе стигне ли подкастов или некој друг подкаст до повеќе и повеќе луѓе, така да за 3-4 години од денес ќе можеме да направиме еден огромен протест пред собрание и да го натераме кој да е на власт да го поништи Северџанистан со силата на нашиот протест. Што е следниот денот кој ќе собериме доволно луѓе за да го освоиме собранието? Тоа ли ќе биде победата? Не. Па тогаш како ќе дојде победата? Дали воопшто можеме да победиме? Има ли смисла да се продолжи со борбата? За да одговорам на овие прашања, морам малку да тргнам заобиколно, за да не звучи сега одговорот како нешто перо што си се надева во душата, туку да е одговорот базиран врз некаква реалност, врз некаква историја или врз некаква вистина. Сетете се на светот во 2016 година. Пред ковид, пред Трамп, пред Северџанистан. Тоа е веќе пред 10 години, но би требало сите да се сеќавате добро на тоа каков свет беше тоа. Тоа беше свет каде институциите беа неприкосновени. Сите верувавме во нив, ако не во овие нашите локалните, тогаш барем во овие светските, интернационалните. Тоа беше свет каде медиумите се уште го формираа јавното мислење, не само кај нас, туку и во светот. Европската унија беше почитувана заедница со светли изгледи за иднината. Тоа беше време кога излегување со ставови против оние што беа туркани од мејнстримот беше не само политичко, туку и општествено самоубиство. Се враќам во 2016 намерно, иако тие токови беа одамна цементирани во политичкиот контекст, не само во Македонија, туку и во целиот свет. Во 2010 на пример, јас работев во едно од најголемите студија за развивање на видеоигри што до ден денес постои, по име Банџи. Дури и тогаш на работа ми беше јасно дека во општеството се осифицира еден светоглед и само едно нешто беше општествено прифатливо. Во таква ситуација, дури и некој природно бунтовен како мене си ги мереше зборовите. Што можев да кажам во јавност? Што можев да напишам на интернет? Или што можев да изговорам во канцеларијата? Еден погрешен чекор можеше да значи не само отпуштање од работа, туку и комплетна изолација од индустријата и од на амерички се викаше тоа polite society, нормалното општество. Тоа беше пример за општество во кое така наречениот Овертонов прозорец, на англиски се вика The Overton Window, беше скоро затворен. Овертоновиот прозорец е политички концепт што ги означува границите на идеите и политиките кои во даден момент се сметаат за прифатливи, разумни или вредни за јавна дискусија во едно општество. Таа идеја ја разви Џозеф Овертон во 90-тите години, а подоцна стана популарна во америчкиот политички дискурс. Тој прозорец не е статичен, тој може да се поместува со време, преку влијание на медиуми, активисти, настани, политичари, до толку многу што некогаш радикални или незамисливи позиции, како на пример, не знам, геј бракови,
декриминализација на дроги, или поблиску до нас во Македонија двојазичност, федерализација, бугарскиот карактер на македонците и така натаму и така натаму, таквите идеи постепено стануваат прифатливи, популарни, па дури и официјална политика. Самиот концепт на Овертонов прозорец не суди за моралната исправност или вредноста на идеите, туку само покажува што едно општество во конкретен историски момент е подготвено да толерира појавниот дискурс. Овертоновиот прозорец се контролира преку медиумска политика, институционален притисок и старомодно срамење. Например, за време на најголемата популарност на шарената револуција во Македонија, ако се сеќавате, секако отстапување од прифатливите позиции напишани на паролите што ги извикуваја по улиците и што ги имаа напишани на транспарентите активистите, беше доволен повод луѓето да бидат масовно пријавувани на социјални медиуми, да бидат прогласени за режимски слуги, сендвичојаци, подкупени и морално несоодветни. Во таква ситуација, бројот на луѓе кои и покрај заканата за општествена остризација би се охрабриле да проговорат против нешто што мислат дека е погрешно, драстично се намалува. Општеството изгледа дека ги прифаќа параметрите на она што е дозволено и малиот број на тврдоглави бунтовници се турнати на маргини. Значи сите треба се сеќаваме на тоа. Уште еден пример е ковид пандемијата. Во екот на пандемијата да се изусти било какво размислување што не беше слепа послушност кон институционалната политика, беше веднаш прогласено како опасно по живот за бабите и дедовците и како нешто што би се впуштил само необразован човек. Значи во 2016 година Овертоновиот прозорец беше исклучително мал и како резултат на тоа поголемиот број на луѓето си легнале на брашното, си веруваа на медиумите и на институциите и ситуацијата изгледаше како никогаш да нема да се промени. Но од денешна гледна точка гледаме дека сепак таа се промени. И сега ако размислиме што е тоа што донесе таа промена, тоа придвижување или проширување на Овертоновиот прозорец, каков заклучок може да донесеме? Сакале ние тоа да го признаеме или не, поготово проруски ориентираните луѓе меѓу нас, принципијалната разлика се случи во САД, Америка, каде што имаше услови со созравањето на интернет технологија. Таму, во простор од неколку години, малку по малку, со освојување на јавниот дискурс, еден по еден човек, буквално Овертоновиот прозорец, го грабнаја и го поместија никој други, освен луѓето што се ангажира во бестрашно повторување на вистината. Тие луѓе не беа партиски апаратчици, тие не беа членови на владата, не беа членови на легислативата и не беа суди. Тоа беа обични луѓе кои не го зборуваа она што беше популарно, туку она што беше вистина. Не направаа тие партија, не формираа политичка сила која можеше да се мери со естаблишментските партии. Тие се обраќаат директно на популацијата и се соочуваа на дневна основа со напади врз нивниот карактер, интелигенција, беа обвинувани дека сакаат да шират дезинформации и да ги залажуваат нивните слушатели. Од прво, не беа многу, но една интересна работа се случува кога ќе кажува човек вистината. Дури оној кој те отпишал затоа што си рекол нешто што не му се допаднало во еден момент, ќе се врати тогаш кога ќе разбере дека сепак тоа било вистина. Овие луѓе може беа и луѓе со кои до ден денес имате проблеми. Не знам, Джордан Питерсон, Бен Шапиро, Алекс Джонс, Џо Роган, Кендис Овенс, Чарли Кърк и така натаму и така натаму. Овие луѓе, некои од нив, се и луѓе кои во меѓувреме потпаднале на последиците на сопствената слава. Можеби денес не се истите луѓе кои што биле тогаш, но фактот останува дека нивниот ангажман беше тоа што го помести прозорецот и му овозможи на обичните луѓе општествен контекст во кој што тие можат да се охрабрат, да прозборат и да одберат страна, без за тоа да имат директни последици на нивниот живот, на нивната работа и на нивните секојдневни односи со луѓето. Тоа е клучната работа која треба да постигнеме. Неколку пати веќе сум кажал, денес да се биде патриот во Македонија е лузерска пропозиција. Човек апсолутно нема бенефит да се спротистави на северџанизацијата, на солудите барања на бугарите, на бесрамното позирање на владиците од првата северџанистанска православна црква. Сега живееме во моментот кога рационален човек подобро ќе премолчи нешто, отколку отворено да се конфронтира со репресивниот апарат на државата или со огромниот број штаботоми кои имат лична корист да глумат лудило во врска со ситуацијата. Како резултат на тоа, луѓето кои зборуваме за тоа, а и луѓето кои не се срамат да признаат дека например не знам, гледат ваков тип на програма, сме релативно малку. Во ваквата ситуација треба само да ја одржуваме вистината жива и да не дозволуваме на лагата и на пропагандата да не користи нас
за да се проширува. Неприродната ситуација во која што се наоѓаме може секој да ја види, но не секој може да се охрабри нешто да преземе во врска со тоа. Со тоа што ние нема да се откажеме да бидеме па макар и општествено неприфатливи луѓе што ќе кажуваат вистината и покрај последиците, индиректно на тој начин му овозможуваме на правдата еден пат по кој што може да се врати. И тоа мора да го правиме многу внимателно. Не може да бркаме гледаност по секоја цена. Не може да прифаќаме наративи дека треба ние да станеме посвирепи душмани од нашите душмани за да победиме. Не можеме да мислиме дека победата е вредна по секоја цена. Треба да престанеме да чекаме еден човек, една организација, еден настан да направи некоја идеална постапка, нешто револуционерно да каже и некако сите работи да се средат одеднаш. Треба да очекуваме дека треба да работиме секој ден, да се појавиме на стрим, да не дозволуваме некој познат, роднина, комшија, соработник да шири очигледни лаги и дезинформации. Да разбереме дека единствената вредна и одржлива промена се прави со константен притисок. Најпрво во нашата непосредна околина, луѓето што ги познаваме лично и со кои што директно комуницираме, а потоа на поголем терен, како државата или регионот. Треба да престанеме да го чекаме вистинскиот човек или организација. Треба да престанеме да го бараме честниот политичар. Не постои таков. Мораме да создадеме општествени услови, да го подесиме овертоновиот прозорец внатре во нашата држава, на тој начин што дури и најголемиот пропалица од политичар ќе мисли дека треба да ги повлече политичките потези што сакаме ние да ги повлече, затоа што само на тој начин ќе добие поддршка од електоратот и само на тој начин ќе има најмалку проблеми од електоратот. Да се сетиме на Грујо и на 8 предавници со кои што беше помината ситуацијата со Северџанистан во парламентот. Ако се сеќавате, сите значи прво имаше некои приказни дека не знам плачеле по канцеларии, па не знам им се заканувале со некаква дека нешто ќе им направиле на нивните најблиски, на нивните деца, па нешто ги киднапирале, ги заклучувале негде, секакви приказни имаше. Знаете зошто? Затоа што не знаеа како ќе реагира народот на ситуацијата. Забележете дека кога видоа дека немаше голема реакција од народот, кога видоа дека Крсто Муковски може слободно да си влези в продавници и да си пазарва, кога видоа дека не знам тие жените никој не му пре никаков проблем, дека нема написи кои што го осудуваат нивното непринципиелно однесување и нивната предавничка акција што ја направија. Ако се сеќавате, тогаш тие го ја сменија приказната. Значи тие престанаа тогаш после да бидат уплашените пратеници кои што се криеа. Туку не знам под закрила на америчката амбасада си правеа независна пратеничка група, па не знам па излегуваа на телевизија, па и на крајевите излегва и велеа во право сме ние. Ние бевме визионери, ние видовме нешто вие што не видовте. Значи сите овие работи се случија во тој простор од, да речем, неколку недели, реално, каде што тие на почеток немаја идеја, да ќе чекаа да ја видат реакцијата од луѓето за да знаат дали треба да се плашат или не. Затоа што реално беа приморани на тој избор. Ама тие не беа свесни кои ќе да бидат последиците од прифаќањето на тој избор. Јас сум сигурен дека немаше нешто посебно лошо во тие 8 души. Ако не беа тие 8 души, ќе беа други 8 души. Значи, тие беа единствено првите 8 кои што, да речем, попуштија. И, да речем, се помирија со фактот дека каква и да има реакција, сега ние ќе бидиме целта на таа реакција. И тие кога видеа дека нема никаква реакција, дека општеството не реагира некако негативно на целата работа, тие не само што си ги присвоија изборите, туку почнаа да продаваат некаква приказна дека тие се гордеат на нивните избори, дека тоа бил вистинскиот избор, дека тие можеле да видат нешто што некој друг не можел да види, така натаму и така натаму. Значи, она што треба да се случи во општеството е дека треба да се создаде општествен контекст во кој што политичарите ќе избегнуваат да постапуваат на непринципиелен и нечесен начин, затоа што се сигурни дека тоа нема да биде прифатено не од целиот електорат, туку од доволно голема количина на електоратот кој што против тоа ќе генерира бунтовништво во смисла на, значи тоа не мора да биде ни некаков протест, ни некакви закани, значи единствено да ќе говорат за тие работи, ќе пишуваат написи, ќе снимат видеа, ќе го насочуваат јавното мислење, ќе го формулираат големината на овертоновиот прозорец за да го осудат тоа што тие ќе го направат. Значи секој политичар
го прави само тоа што мисли дека е политички прифатливо во тој момент. Значи, она што ние треба да го направиме е да ги направиме само нашите цели, она што сакаме политички да го постигнеме, да бидат единствените прифатливи потези кои што може политичарот да ги направи, и тогаш и најголемиот пропалица од политичар ќе биде приморан да ги направи. Значи, ние гледаме дека веќе општеството се движи натаму веќе. Значи, денес, имаме и рехабилитација на патриотизмот, кој што едно време, ако се сеќавате, беше представен како мана, како нешто што само најнискиот слој од општеството се впушта. Значи, сега имаме рехабилитација на патриотизмот. Се случува истото со знамето. Значи, знамето беше скоро заборавено. Значи, сега се враќа наназад. Значи, сите овие онаја, да речам, безпоговорна попустливост на албанските партии, значи сега до некаде се проблематизира во јавното мислење збора. Но истовремено, додека гледаме дека сега има некакво полека срамежливо вртење према вистината, гледаме дека штаботомите и лажовите се позиционираат за нивната вечна борба помеѓу нас и вас. Гледаме дека луѓето кои што живеат од штаботомија за ВМРО и за СДС почнуваат, ВМРО кој ќе е на власт вака, ова се дешава, не знам, СДС кој ќе е на власт, ова се дешава. Значи, тие пробват да го киднапират тој процес. Значи, не треба да дозволиме ние да влезиме во тој умствен контекст, каде што го ја разбираме политичкиот надпревар, политичкиот дискурс во државата, кај што го разбираме како еден спортски надпревар. Оти треба разберите дека штаботомите така го разбират. Тие не ги интересира нити слобода за македонците, нити ги интересира името, нити ги интересира историјата, нити ги интересира, не знам дали бугарите ќе биле во уставот или не. Ништо нив не ги интересира, освен да го победат нивниот соперник. Тие живеат во еден ментален затвор во кој што целокупниот нивен ангажман е некаква препирка со комшијата, роднината, со работникот кој што е од другата политичка опција. И са тие го гледат. 2-0 е за нас или за нив. Значи, нема тука политика, нема тука идеологија, нема тука волја нешто да се општествено да се подобри. Тука има само чисто спортско навивање. И тие се спремни, како што кажав, буквално се да направат да ги проголтат збороите. Значи, истото нешто што до пред 5 минути нивниот лидер го зборувал, спремни се за да направат 180 степени превртување само за да испадни бодовната ситуација во нивна корист. Тие од тоа живеат. Значи, не можат тие да живеат, не живеат тие од подобрување на ситуацијата во државата, туку од победата над нивниот соперник. И затоа треба честните луѓе, патриотите македонски, да се држат настрана од тоа, да излезат од таа матрица на ние против вие, да не дозволува таквите манипулации, чијасто цел има само победа по секоја цена, да поминуваат не пред вас, туку да не дозволувате да поминуваат таквите манипулации ни пред вашите роднини, ни пред вашите комши, ни пред вашите познаници, нити пред некој странец кој што прв пат го гледате, се среќавате на шалтер и гледате некоја од овие ситуации како се случува. Значи, нема потреба ни некако посебно да се ангажирате, само да не дозволувате вие таа ситуација, тој проблем, таа корупција, таа дезинформација да не добива помош од вас. Значи, не ни мора вие активно да ја уништите, само не ја проширувајте понатаму. И на тој начин ќе почнеме да го контролираме овој овертоновиот прозорец и да го подесиме на таков начин внатре да останат само прифатливите работи и вистинските работи и работите кои што имат врска со човековиот интегритет, со личното достоинство, со достоинството на нацијата, само тие да останат во тој прозорец, за да може на тој начин да ги контролираме било кој што ќе стане политичар. Не може да биде изборот ние да станеме политичари. Треба да разберете дека тоа е машина која што мели секакви луѓе. Не ме интересира колку вие имате честни намери, колку сакате нешто да поможите, колку имате идеи. Ако дозволите да бидете повлечени во таа политичка машинерија, таа е дизајнирана да мели луѓе и да ги формира во нивниот лик. Не можете вие да се борите против таа машина. Значи, треба само со вашиот ангажман, таа машина не можете да станете дел од таа машина да победите, туку треба со дел од вашиот ангажман да му ја ограничите
просторот за маневар и фактички да ја држите во една ограда, во еден затвор, каде што нема таја да полуди. Тоа треба да биде целта на секој еден човек. И то не треба ти да ја градиш оградата, не треба ти да ја одржуваш оградата. Треба да бидеш ти само твојот дел од оградата. Не дозволвај твојот дел да попушти. И се друго ќе следи после тоа.